Ја имаме на линк колешката Ивана Крстевска-Јаневска. Ке разговараме со Драгана Лазаревска, координатор на пунктот за Црвениот крст за солниште од минусните температури. Ивана, се надевам дека се слушаме, ке се слушнеме. Добро ти утро и повели со темата. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите оние кои што ова понеделнично утро го започнуваат со програмата на Добро утро секое утро и секако со Алфа телевизија. Ве поздравуваме од пунктот за бездомници, кој што е за солниште за сите оние на кои што им е потребен дом во овие студени денови. Од почетокот на месец јануари, на сите оние на кои што им е потребен топол дом, храна, место каде што треба да преноќат во овие минусни температури што ги имаме за време на зимскиот период, може да се обратат токму овде во пунктот во Момин поток, кој што е наменет за сите оние на кои што им е потребен дом и топол оброк. Драгана Лазаревска, добро ти утро. Што се нуди еве пунктот во Момин поток за сите оние бездомници на кои што им е потребно? Добро утро и од мене и поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа. Во екстремно ниските температури како го зафатат градот Скопје, пунктот за бездомници кој што функционира веќе од 2008 година, 15 години во континуитет, во неговото функционирање постои и привремено прифатилиште, односно оној дел кој што го велиме дека е стационарниот дел кој што е наменски направен и да функционира во текот на целата година, конкретно во екстремно ниските температури, е отворен 24 часа со дежурни мобилни тимови кои што се сочинуваат од тим кој што е подготвен во секое време да даде потребната помош и поддршка на едно од најзагрозените категории на лица бездомниците. Тие тимови од почетокот на месец јануари, од кога го зафатија градот Скопје минусни температури, ниедно лице не заслужува да остане надвор на овие температури, затоа што реално во крајен случај би западнал во хипотермија и во уште полоша состојба, онака ситуации да дојде до смртен исход. Мисијата и заложбата на Црвениот крст е токму тоа да не дојде до тој смртен исход и сите тие дежурни екипи кои што се ставени во функција од почетокот на месец јануари е да со дојава на совесни хумани граѓани да брзо се активираат, интервенираат на терен и отидат до таа посочена адреса и го детектираат бездомното лице, или сме имали во крајен случај и цели бездомнички семејства каде што се дојавувани, да поразговараат со нив, се направи една првична проценка, доколку одбијат, и затоа што има и такви лица кои што одбиваат, да се дадат сите потребни оние нешта кои што се носат во транспортното возило, а тоа значи доколку тие лица, тоа лице или тоа семејство одбие да дојде, тогаш му се даваат во прва линија кебиња, витамини, вреки за спиење, храна, топли напитоци, чевли облека, за да во тие барем првична ситуација и во тие минусни температури тие потребни нешта кои што ги носат во возилото им се стават во функција, им се најдат за едно добро, за нивно добро, затоа што реално нашата заложба и желба е да тие сите лица прифатат да дојдат во еден топол простор кој што е добро, квалитетно добро наместен и оплеменет, баш потсеќа на еден вистински дом кој што овие сите бездомни лица го имале во својот живот, но заради најразлични причини го губават и се наоѓаат во една ваква состојба. Да, ова е баш и трпезаријата, нели, деневниот престој каде што можат да го добијат својот топол оброк. Може ли да ги споменеме броевите каде може сите оние совесни граѓани да пријават кога ќе догледаат, кога ќе видат луѓе кои што немаат свој дом и се надвор на улица во овие студени денови? Така, од голема корист би било да сите совесни хумани граѓани во текот на денот каде да забележат бездомно лице или бездомни семејства, затоа што реално и такви имаме во изминативе години кои што не ги дојавувале и сме требале по брза реакција да едноставно ги детектираме и ги транспортираме до пунктот за да не западнат во хипотермија. Сите оние лица кои што ќе забележат бездомно лице може да ги дојават на фиксната линија на Црвениот крст
крст, тоа е 02 339 578 и на мобилната линија 071 733 171, каде што сите тие дежурни екипи кои што се 24 часа посветени на терен во овие екстремно ниски температури, по брза реакција ќе излезат на терен и ќе видат за што конкретно станува збор, затоа што во голем дел од тие бездомни лица некако во изминативе години имаме една како чудна појава дека не сите бездомни лица кои што се дојавени се бездомници. Во соработка со полицијата, со брза помош и центрот за социјална работа се открива дека тие лица не се бездомници, туку едноставно заработуваат за својот живот преку просење и имаат и сопствени домови и се лица кои што се со одлични релации со членовите од семејствата, така да затоа треба да се направи една многу добра проценка и тимот кој што работи во пунктот за бездомници и така некако изграден да е мултидисциплинарен, кој што е од социјален работник, доктор и психолог, да буквално ги проценат и ги откријат овие неправилности. И затоа велам мора да се направи на првична проценка за да видиме кој лице е во пунктот за бездомници, а кои лица се во останати сите оние социјално ранливи категории. Да, за жал питачењето е и тоа како на високо ниво, особено во главниот град, секако и во земјава. Драгана, колкав е капацитетот еве на овој пункт во Мумин Потокуков, број на луѓе кои што немаат свој дом, немаат услови неде за топол оброк, за храна, можат да циркулираат во овој простор? Пунктот за бездомници го сочинуваат два објекти, машкото и женското одделение. Бездомништвото како социопатолошка појава е пред се машки проблем, каде што реално од вкупната бројка со која што ја услужуваме од 170 бездомни лица, негдека 140 до 150 од бездомниците вкупната бројка се мажи. Од секогаш бездомништвото во светски рамки се подразбира дека е машки проблем, но секако кај нас од вкупната бројка негдека 20 до 30 се и жени, сите се со еднаков третман. Тука ние не разликуваме дали се мажи и жени, едноставно се во состојба на бездомништво и ги добиваат сите под еднакво услуги сервисни услуги кои што постојат во пунктот за бездомници. Во женското одделение има 16 легла, исто така и во машкото одделение има 16 легла. Од кога сме отворени, значи секоја вечер има различна бројка, но негдека се движи онака, мислам, од 10 па нагоре, каде што реално сме имале ноки каде што сме биле и со полн капацитет. Доколку се пополни целиот капацитет, тогаш Црвениот крст веќе години наназад има и една услуга која што е посебна, онака поразлична од сите останати организации, а тоа е дека не само во студениот бран, туку и во можеби во екстремно високите температури кои што така се многу незгодни за бездомниците кои да живее на улица, секако се носи свој ризици во топлиот и во ладниот период. Во текот сакав да поентирам дека во текот на целата година постои една услуга која што се вика плаќање на кири на бездомни лица, односно социјалниот работник некако ги пронаоѓа на сите оние веб страни или соработуваме со агенции за недвижности кои што реално ни ги покажуваат, односно ни ги нудат, тоа не се апартмани, затоа што апартманите реално одат и до некои 150-200 евра месечна кирија, тоа се соби каде што реално ги имаат сите тие услови, вода, струја и најбитно секој што на едно бездомно лице му е потребно кревет, односно место каде што може да преноќи. Така во текот на целата година Црвениот крст ја нуди услугата да плаќа кирија, пак тоа се прави од страна, проценката се прави од страна на психологот и социјалниот работник, кој е лица по однос на години, на старост, на ранливост, хронични болести, лица кои што сметаме дека не може да се снајде со вработување, тогаш тоа има приоритети да биде згрижено во таков простор, односно Црвениот крст одредени месеци да му плаќа кирија додека не застане на здраве ноза. Благодарам, Драгана, за одвоеното време. Слушнавме за сите работи кои што ги нуди, за сите услуги кои што ги нуди во овој зимски период, па и во текот на целата година. Црвениот крст, неговата мисија е да помага секако доброволно, благодарение на големиот број на волонтери кои што се вклучени во оваа најголема организација. Еве за сите оние кои што им е потребно, можат да дојдат овде во пунктот
дојдат во Момин поток и да си добијат нели топол оброк и кревет во овие студени денови кога надвор навистина не е издржливо нели да се седи ниту пак да се преспие ноќта на отворено, но ги спомена Драгана секако и броевите за сите граѓани кои што ќе здогледаат и ќе видат нели луѓе на улица во овие студени денови, па да се јават и да пријават за да им се помогне секако и на тие луѓе. Ивана, благодарам за ова вклучување кое беше корисно, но јас морам да кажам тука и да признам дека постојат и луѓе кои го злоупотребуваат токму ова и како што можев да дознам од разговорот, кои врска немаат со никакво бездомништво, туку едноставно дури си имаат и семејства, се пријавуваат како такви и го злоупотребуваат просторот за своји бенефити некакви, не знам какви, не можам да верувам дека и такво нешто може да се случи, но ете слушнавте и вие самите дека е можно. Затоа во животот треба да внимаваме и да бидеме внимателни на се.